И нив нигде ги нема. Гледај, вамо, тамо, значи никој не повика. Тодор Петров, овакви, не знам колку пари земал од диаспора, тие пари нигде ги нема. Му давал тој Боби темал. Парзениците знаеме точно колку пари земат. И знаеме точно зошто земат тие пари. За да застапуваат интересите на тие што ги избрале. Значи, колку пати да го кажеш ова, Миленко, дека Тодор Петров требало да дојде од кизна и каде и да го застапува интересот на гласачите кои што гласале за ВМРО и кои што ги плаќаат оние, како се вика, 51 или не знам колку се сега, 45 пратеници кои што апсолутно со прст не мртнале. Значи, крајно нечесна работа, мислам. Ова и еве гледаме дека 23 минути Миленко збора за ова. Не знам, од Канада, па и тие ги снемало. Ова било, тоа било, приказки, гачки, едно друго, никој не знае што е вистина, што не е. Не, ги праќавме парите директно кај овие што се 27. Тие викаат, не, ништо не сме добиле. Фамилиите ни патат за леп. Ние плаќавме адвокати, не тие, ВМРО вика, ние им ги плаќаме адвокатите, хаос. Пред собрание никој. Во собрание 45 кои што гласат за НАТО. Никој не повика. Во собрание сите гласат за НАТО. Еве да кажеме диаспората примерно во Австралија или во Канада на Темелков. Бидејќи се знаеше кога е ратификација. Знаевме и сите од ВМРО се појавија за да гласат таму. Најава за ратификација. Прв пат во светската историја, во меѓународно право, меѓуполитички односи се случува ова. И добро е што ВМРО го поддржа, а? Не мислиш така, Миленко? Да однапред подпишеш дека некаде ќе влезеш некогаш. Што не излезе некој да го каже тоа? Или нека не гласаја? Кога тие ќе се согласат сите. Бидејќи е тоа така, НАТО е, а Канада е земја, држава членка на НАТО, зашто тој ден не се собраа сите и отидоа у Отава пред Министерството за надворешни нивно, или пред Министерството за одбрана нивно, или пред владата нивна. Значи Миленко вели дека потешко беше за Антонио Милошевски да го љуфни за милиметар дугмето за гласање за НАТО. Значи тоа беше потешко и тој колку што можеше направи со тоа што не знам, слукаше или не знам, тешко му беше на душата, ама требаше и селениците од Канада да се собереле во Отава и не знам што направат. Мисла, апсолутно десно. Не, они си имаат си ужива. Не знам како вечер со месо со праз. Абе лицемери, брат, лицемери. И кебапчино со грачи. Тоа е врвниот така. Окей. Патриотски дострел. На тој дел од диаспората се надевам дека не е тоа се, дека Македонија има многу по-добра и појак, посилна, посветена диаспора. Да, му треба на Македонија посилна диаспора, затоа што се друго во Македонија, пратениците, судовите, почитување на законите, се до тоа работи, сега диаспора што немаме, тоа е проблем. Има како броиш, гледаш нема, ете тие помали што рекоа, не знам што Лука Александров, не знам, Јове Кекеновски, не знам, овој како се вика Шехтански, значи помалите нигде. Еве овие аплаудирале. Гласале. Ништо, гласале. Не гласале еден двајца кој не бил тука, меѓутоа 114-120 гласале. И сега, знаеш, не гласа се пишев херој. Не знам зашто е херој, може погрешка не гласал, може не бил таму, може се и прошверцува, така натаму. Ете, они гласале. И вие што направивте? Ние што направивме? Мојата теза е дека ова... Ако може мојата теза пред да кажеш твојата теза, Миленко, ние тоа што го направивме, беше дека гласавме за ВМРО. Во ситуација која беше многу тешко да се гласа за ВМРО. Значи ние ја надминавме нашата сомнеш. Ја надминавме, како се вика, проблематичноста на нивната кандидатура. Значи ние направивме таков исчекор. Значи толку великодушно, значи постапивме ние гласачите и гласавме за ВМРО. Ето тоа ние направивме. Значи сега не знам, значи сега Миленко мисли дека ние
покрај тоа што го направивме, кога почнава, како се вика, ВМРО, апсолутно да не ги застапува нашите интереси, иако ние немаме никаков механизам, значи настрана од сега, не знам, да неконтролирано да излеземе и да почнеме да се тепаме и такви некои глупости, да правиме, да речеме, револуција која што би била аналогна на северџанистанскиот џихад, што така ја викаме шарената револуција. Иако, објективно, значи и да има таква револуција, и утре цело собрание да биде срамнето со земја. Значи, апсолутно е толку замрсена ситуацијата на политичката сцена во Македонија, што не е ни јасно што би можело да се деси, дури ако толку неверојатно сценарио би навистина би се случило. Значи, реално единственото нешто за кое што му префрла Миленко сега на македонскиот народ е дека не се организира илјадници, стотици илјади луѓе и да, не знам, да влезат во собрание како на 27 април и да, не знам, пак на ист начин да бидат изиграни и од ВМРО, и од правната држава, и од судовите, и од се друго како што беа изиграни учесниците на 27 април. Значи, не ми е јасно дали е тоа што Миленко го предлага. Генерација направи што направи, не доволно. И дека ќе чекаме некоја друга. Значи, ова е буквално на ВМРО Муамедо. Значи, ние толку можевме, иако не направи ништо. Значи, ние толку можевме и сега ќе чекаме, тоа е тоа, мора да прифатиме ситуацијата, иако беше комплетно насилен, мимо правила, мимо устави, мимо закони, мимо основни цивилизацијски норми. Значи, мораме сега да ја прифатиме и да чекаме некоја друга генерација. Па еве овие виртуелните не му се чека нова генерација. Значи тие значи се идат прават видеа, се мачат, пишат колумни, се трудат да разговарат со луѓе, разговарат со народ. Значи се обидуваат некако да го испрат она што како се вика претениците на ВМРО одбија да го направи. Ова е толку. Ќе мора да чекаме ново делење на карти, нов шпил. Толку од вас, брат. Нова рука, што би се рекло. Така е. Картаджиски.